Со потрес на мозок, повреди на главата, скршеници на екстремитетите. Навивачите на кошаркарскиот клуб Работнички ги напуштија медицинските установи, каде завршија по инцидентот со полициските специјалци. Во болница останат само еден малолетник кој е опериран од тешките повреди. Навивач со потрес на мозокот за Алфа тврди дека полицајците наместо да направат тампон зона и да ги штитат, упаднале на трибината и неселективно тепале. Сакав да помогнам кој не интервенира на другарите, на сите кои беа прегазени од таа стампедата, за да добијам 3-4 пендреци во глава, за после да завршам без сознание. Не можам друга, не знам што би рекол за нивната интервенција. Нити имало од наша страна физички контакт со нивните навијачи, нити имало со нив. Ништо немало повод, разлог за они да не нападнат така. Сити Парк Бој скандирале во салата Јасмин во Кавадарци. Признаваат дека е можно и некого да навредиле при навивањето, но тврдат дека никако не ги испровоцирале полицајците толку жестоко да тепаат без да гледаат каде удираат и да повредат 15 на навивачи. Таков револт во полицијата, таков терор врз навијачите, само врз гостинските, не можам да поверувам. Постоја многу начини како може самата полиција да интервенираше како што треба, да не изнесе од салата или да направи барем тој простор меѓу домашните и гостинските навијачи да се зголеми, за да нема тука конфликт. МВР ги има на увид снимките и фотографиите од инцидентот, но тоа за полицијата не е доволно да истражи дали некој од полицајците излегол од контрола и тепал. Полицијата нема можност сама да испита дали некој од низините припадници ги прекршило властувањата и употребил повеќе сила. Значи воопшто повторно велите дека употребил некој повеќе сила, нема пристигнато никаква ниту представка, ниту поплака дека била употребена прекумерна сила. Доколку пристигне каква било представка или поплака до секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, дека некој од полициските службеници прекумерно употребиле сила, секторот за внатрешна контрола соодветно ќе постапи. Тоа и ќе го направат навивачите, ќе поднесат представка до внатрешната контрола, но и пријави за специјалците кои биле во салата. Надпреварот во Кавадарци заврши со претепани на подот, со преполовена трибина и со уште една дамка врз спортското навивање.